За разлика од великденските празници, кога поголемите хотели бележеа минимална исполнетост, а некои беа дури и затворени, првомајскиот продолжен викенд ќе го раздвижи нашиот најголем туристички центар. Хотелиерите тријат раце, задоволни од целосната закупеност на капацитетите. Домакините веруваат дека деновиве се само најава за долго и берикетно лето, бидејќи првомајските празници се репер за успешноста на престојната туристичка сезона. Можеме да кажеме дека се закупени аранжманите по сите хотелски капацитети, има голем интерес и за домашни и туристи од надвор и од регионот. Ако цениме според интересот за великденските, а сега и за првомајските празници, треба да се надеваме дека ќе имаме успешна туристичка сезона, велат туристичките работници. Охрид и оваа година е атрактивна и посакувана дестинација. Туристичката Мека е на пат да стане топ дестинација, но она што му недостасува е поагресивна промоција, додаваат туристичките работници. Ова е една цела филозофија на туризмот, значи не е само да имаме ефтини цени или скапи цени, луксузни хотели. Цел Охрид треба да е еден компактен производ за да му го продаеме на странците. И Охрид не треба да е сам за себе. Охрид треба да е дел од една балканска тура, кај што луѓето би останале ден-два или неминовно би поминале низ таа балканска тура низ Охрид. Тоест, се почесто го прават странските агенции, затоа треба да сме поиќе маркетиншки јаки за реклама на Охрид. Од 26 април до 3 мај Охрид ќе крцка полн со гости. Терасите и кафулињата и денеска беа полни. Во добро расположение, секој наоѓа забава за себе, која во Охрид и тоа како ја има.